Ние како иницијатори на мирниот јавен протест за интервенцијата или условно речено против интервенцијата на објектот на градски трговски центар, сметавме дека е нормално и природно, логично да му се обратиме на градоначалникот на општина Центар, на чијашто територија тој протест ќе се одвива во петок, да кажеме цел ден, со оглед дека се потпишува петицијата од сабајле до вечер и со оглед дека приквечер ќе имаме еден гест за паметење, кој што го нарековме гушкање на објектот на градски трговски центар. Така да сме задоволни од оваа средба. Се надеваме дека поддршката од градоначалникот на општина Центар е уште една наша потпора. Иста таква поддршка очекуваме и од градоначалникот на град Скопје, особено што на одреден начин ја добивме и од директорот на градски трговски центар. Така да таа димензија на овој собир како јавен, мирен, но особено граѓански, сакаме да ја задржиме до крај. Што очекувате од овој ваш протест во петок? Да се повлече идејата за реновирање на градскиот трговски центар? Следствено на нашите искуства, тоа би било пријатно изненадување, но не го очекуваме. Ние со ова сакаме да отпочнеме поинтензивен и пред се неприкосновен и неопходен диалог со струката. Нашата професија е тука да помогне да се создадат помудри решенија за интервенциите кои што се веќе отпочнати и кои што еве никако не се зауставуваат. Што би личило тоа, кажете ми? Грдосија, жална приказна, како би го нарекли? Сакате мој личен став? Да. Како архитекта, нели? Ако го изнесувам личниот став, ќе ми треба пола саат за елаборирање. Токму затоа, ние во петокот навечер ќе имаме јавна трибина на која што ќе ги изнесеме аргументите, кои што ќе кажат што е тоа што е сега и што би било ако би се интервенирало на тој начин како што е предложено во проектот.